денешен ден во 1368 година роден е францускиот крал Шарл VI, кој до својата смрт во 1422 година на престолот бил 42 години. Во почетокот од владеењето бил познат како Шарл Саканиот, но бидејќи од 1392 година имал неколку напади на психичко растројство, го добил прекарот Шарл Лудиот. Во текот на неговото владеење, англичаните во 100-годишната војна, предводени од кралот Хенри V во 1415 година, им нанеле тежок пораз на француските трупи во битката кај Аенкур. На овој датум во 1800 година во Врба кај Блед е роден Франце Прешерн, еден од најголемите словенечки поети. Најзначајно негово дело е Сонатен венец. На денешен ден во 1810 година Велика Британија ги презеде од Франција островите Реунион и Маурицијус. Реунион подоцна и е вратен, така што и денеска е со статус на француска прекоморска територија. На овој датум во 1857 година роден е Джозеф Конрад, англиски писател по потекло пољак. Најчеста тема на неговите романи и раскази е борбата на човекот со морето. Негови најзначајни дела се романите Прогонетиот од островот, Ностромо, Лорд Джим и други. На денешен ден во 1883 година роден е австрискиот композитор Антон Фридрих Ернст фон Веберн, еден од најистакнатите експресионисти. Изведувањето на неговата музика беше забрането од нацистите. Создаде специфичен музички јазик со префинети нијанси. На овој датум во 1894 година роден е индискиот државник Реджендро Прасад, прв председател на независна Индија од 1950 до 1963 година. На овој датум во 1919 година умрел францускиот сликар Пиер Огист Ренуар, еден од најистакнатите импресионисти и еден од најголемите европски сликари во 19 век. Во староста работел и како скулптор. На денешен ден во 1923 година во Њујорк е родена Марија Калас, американска оперска пејачка, сопран од грчко потекло. Големиот гласовен распон и вонредната сугестивна глума придонесе за незината светска слава и да се вброи во најголемите светски пејачки. На овој датум во 1967 година лекарите во Кейптаун, Јужноафриканска република, објавија дека во болницата Гроте Шур за прв пат во историјата е извршена успешна трансплантација на човечко срце. Екипата на чело со доктор Кристијан Барнар изврши операција врз пациентот Луис Вашкански, меѓутоа тој умре по 10 дена. На овој датум во 1989 година во Источна Германија оставки поднесоа лидерот на единствената работничка партија на Германија Егон Кренц и сите членови на партиското политбиро и Централниот комитет на владеачката партија. На денешен ден во 1991 година Русија ја признала независноста на Украина, а рускиот председател Борис Елцин се заложил за што побрзо нормализирање на меѓудржавните односи меѓу Русија и Украина. На овој датум во 1991 година во Струмица умрел Стојан Гогов, доајен на Народниот театар Антон Панов од Струмица. Роден е во 1924 година.